Замисли го мозокот како вози ролер костер и еден ден е тука на врвот и после следниот бам доле паѓа во бездна. Тоа е животот на луѓето со биполарно расстройство. Здраво дечки, јас сум Симеона, студент по медицина и денес ќе изборам нешто повеќе за биполарно расстройство. Сигурно барем еднаш во животот имате слушнато како некој вика сте го не биполарен. Што уствари тоа значи? Меѓувреме треба да одам на некој состанок, така да морам да се спремам. Самото биполарно расстройство има две фази, и тоа манија и депресија. Депресијата, знаете, и само по себе може да биде расстройство. Тука е вклучена у склоп на биполарното расстройство. Манијата, делото кој што они не им се спие, сакаат да научат 3 јазици, сакаат да отворат утре компанија, имаат милиони идеи за бизнис, не знам, сакаат усе да станат најдобриот човек, сакаат да имаат преголеми цели, амбиции. И буквално како некој да го исклучува светлото, доаѓа депресивната епизода и они апсолутно не сакаат да поминуваат време надвор од креветот. Значи, со спуштени ролетни, со целиот тој филм, значи со некоја рандом тажна депресивна серија, лежат у кревет. Сега малку од медицински аспект. Прво да почнеме со етиологија, односно зошто се јавува ова. Како и многу голем број на други расстройства, не е конкретно точно познато што го предизвикува. Главно се смета дека е базирано на генетски промени, дека доколку имате некој во фамилија кој што има биполарно расстройство, тоаш при диагноза тоа може да помогне. Нација се уствари почување од самиот животен. Во пример во 20-тите години, кога реално животот на сите е некако најхаотичен, затоа што нема добар сон, а нарушен сон е многу голема причина за почеток на манија. Исто така и има големи промени тоа што животот у тој период, уствари и баш таков некој голем настан може да биде тригер за почнување на првата епизода, а после тоа сите некои настани фактори што сметаат за тригери може да предизвикаат следни епизоди. Ама битно некој голем психолошки стрес најчесто е причина за почеток на првата епизода. Што се уствари забележува во мозокот, самата слика е многу различна при манија и при депресија, односно се тотални спротивности. При манија имаме покачен допамин, ексцесивно ниво на допамин, се јавува таа хиперреактивност, многу идеи, многу амбиции и слично. И потоа голем пад на серотонин и норадреналин кога станува збор за депресија. И затоа уствари има пад на мотивација и расположение. Најголемата карактеристика у тоа што лицата имаат слабост при донесување на одлуки. Односно сите овие промени и психолошки тригери предизвикуваат мозокот тешко да се балансира. Не можат да најдат средина, не можат да најдат нормала. Или се тука, или се тука. Имаат послаба контрола на импулси и со тоа имаат и полошо донесување на одлуки. Сега, најбитниот дел, кој што многу често може да биде причина за забуна, односно многу често мислиме дека некоја мала манија или некоја мала депресија може да значи омага јас сум биполарен или оно е биполарен, ама тоа не е така, затоа што вистинските епизоди кај биполарното расстройство траат многу подолго. При манија може да трае недела, ама значи тоа е некоја константна состојба на таа особа. Некои личности може да се јави и една состојба на хипоманија, која што е како преодна фаза измеѓу манија и депресија, ама таа трае кратко, 3-4 дена. И после се јавува депресијата, и самата депресија многу често уствари трае подолго од манијата. И тоа не е нешто значи што се јавува од утре до вечер. Тоа е буквално состојба која ќе трае со недели. Како уствари може да се постави диагноза? Поставувам затоа се ствари психијатриите е толку битна алатка у медицинскиот систем, затоа што они се тие кои што со детална анамнеза и со наблюдување на клиничката слика на самиот болен може да постават диагноза. Затоа што ова не е нешто со кое што можеш на крвна слика да го видиш, нели, или не можеш на рентген да го ставиш човекот. Треба да му направиш баш детално испрашување со тоа колку време траеле симптомите, како се одвива целиот тој процес, да има интервју со најблиските, треба баш добро подкрепена анамнеза. И секако после тоа, кога ќе се постави еднаш диагноза, како се лекува? Дали уствари може да се излекува ова заболување? Технички не може да има комплетно излекување, затоа што комплетно излекување има оцена или има една цел, односно самото лекување има една цел, а тоа е самите епизоди да се држат под контрола, што е можно побрзо и како и се друго, мислам секоја друга гранка од медицината, најбитно е рано препознавање, со тоа и да не губи самиот болен на квалитетот на животот. Колку побрзо се почне со терапија, толку е подобро.
За манија се даваат антипсихотици, не се даваат антидепресиви, и на нивно место се даваат стабилизатори на расположение, стабилизатори на муд, затоа што антидепресивите може да предизвикаат во некој случај манија. Најбитно е да се болниот ги контролира тригер факторите највеќе што може, односно да има добри навики, добри животни навики, добар сон, да избегнува тригер фактори, да посетува психотерапија, да прима константната терапија. И за нив важи правилото дека спиењето, односно сонот, буквално е многу голем дел од терапијата. Да дискутираме за некои митови, дали се вистина или не. Биполарно расстройство е кога некој има променливо расположение. Голем X. Биполарното расстройство е сериозна тема на разговор во психијатријата и апсолутно не треба да се расфрламе со тој термин како ќе ни текне нам. Мит број 2, дека луѓето кои што се биполарни се опасни. Апсолутно не се опасни, од најголема причина што они се у борба со буквално хемикалиите кои што се ослободуваат во нивниот мозок и живеат во таков некој нивен свет, кој што е или горе или долу, нема како да бидат опасни за вас. Може да бидат опасни ако се придружени со некои други расстройства кои што самите болни се опасни за нивната околина. Мит број 3, дека кога ќе примаат терапијата ги прави да се буквално како живо зомби. Тоа не е точно, затоа што и тука, како и кај голем број од хроничните заболувања, за кои што многу би можела да ви зборам, јас ги обожавам и примери интернистичките хронични заболувања, секој човек треба да ја дозира терапијата, без разлика дали ќе биде со некои животни навики или со фармаколошка терапија. Битно е да секој боден процени што не му влие, затоа што тоа е нешто со кое што ќе треба да живеат цел живот и нема едно униформно дејство врз сите луѓе на овој свет. Сите сме различни, па така и различни животни навики, па дури лекови може да имат различно дејство врз различни луѓе. И затоа е многу битна константноста кај еден лекар кој што може да ја води таа состојба со години буквално, затоа што може да се тестира некоја фармаколошка супстанца, у смисол која доза, кој предел од денот нема да се конзумира. Така да со добра терапија и добри животни навики, апсолутно никој нема да станува зомби. Малце светлото ми снема батерија. Нека ова биде едно видео со кое што ќе предизвикаме мотивација кај сите за подобро разбирање на луѓето кои што живеат со ова расстройство и се гледаме во следно медицинско видео. Чао!